Имаше одлука на Совет за плаќање надомест на пожарникарите, заради тоа што имаше дежурства, значи функционираше малте некако професионална единица со целодневни 24 часовни дежурства. И на општината и беа многу пари, 900.000 денари, за да тоа продолжи да функционира. Ја укина одлуката која што беше донесена на истиот тој совет од претходниот состав и се случи тоа што се случи, значи јас бев принуден да ја распуштам единицата од причини што не можеш ти човек да одржиш да седи дежурен 12 часа. Фактички до 2013, ако велите до 2013 да функционирало доброволното. За тие 4 години јас користејќи го својот авторитет кај колеги од странство, прво донесов еден камион ганснова опрема од Гарција, од противпожарната единица од Кукуш, обезбедена преку противпожарната бригада во Солун. И тоа беше буквално кажано еден почеток на функционирање на единицата со првата базична опрема, првите материјално-технички средства, основни за функционирање. Беше донесено едно возило од Германија, кое што беше приспособено на тукашни услови. И после тоа беше подпишан меморандум за соработка со операција Флориан од Манчестер од Англија. 2-годишен проект кој што фаќаше, значи, материјално-технички средства, опрема за гасење лична, како и колективна, за гасење на пожар, во која што спаѓаше и нивна обука, значи, на единицата. И во неколку наврати луѓето беа тука со сопствени инструктори, обуката течеше непречено, ради тоа што луѓето кои што тука беа веќе имаа поминато веќе еден курс за пожарникар и сето тоа идеше како надоградба на нивните технички и стручни знања во областа на противпожарството. Колкава е реалната потреба Богданци да има свое? Апсолутно, мислам, недвојбено, не само Богданци, то и Доиран, секоја една локална самоуправа, доколку се има единица за заштита и спасување, во случај противпожарна единица, каде ќе биде и штетите намалени и ризикот по луѓето, по жителите, затоа што не е исто да стигнеш на интервенција во период од 2, 3, 5 минути или 15, 20 па и 40 минути, разбирате? Значи се намалува тој временскиот интервал каде што вие имате простор да реагирате побрзо и поефикасно и да го спречите тој покатастрофалниот, тој поголемиот дел кој што носи несогледиви последици.